докато чекала до крайния доказ. Да замоля за това да се ограничим. Защо? Добре. Айде, може да се извинявам. Знаете що, нашите предци имало и разкажуване, наусмено разкажуване. Я имам дочекано 2 генерации стари. Дедо предедо и чуком дедо. Знаете що ми викаше како дете нашиот дедо? Како деца кој се трчаме или бегаме. И вика дзе. Значи дзе ќе те види или сонците би Господ. Значи кај да бегаш ќе те види. Нема кај да бегаш. И сега не памтат сега ове самиве дека на децата која му викат дзе. Значи тоа е наш дзе врховен рекор. Кој некој ни зема го нарекува дзе. Или историјата ни ја украдова. Грците. Библијата тоа стално го кажа. Ни ја крадат евреите, а културата римјани. Стално го кажа. Во број 17 на Македонско сонце го пишел, не знае кога. Само не сум дипломирал затоа што и ден денеска владаат олигарси и тие кои крадат ова држава и овој не само народ Ja bih rekao da počnemo od NATO. Osobično, od NATO je sekundno po opasno. Пред 2 години учествувам на симпозиум во Љубљана по нивен повик. Ние не се натурихме, но дознаа при интернет за нашиот труд и не викнеа да се пријавиме со труд. Со опомена дека ќе имаат тројца рецензенти. Нормално ние испративме труд да заигра околу 20 страни. Добивме забелешка од рецензентите, со нив се расправавме 3 месеци. Прво скептици дека тоа не иде, дека не е вака, на сите прашања одговоривме и на крајот сите тројца дадоа позитивен став да рефератот биде прифатен на конференцијата и на оние печатен од милион зборник и со надошен често. За сите несогласувања изгладивме мислењата, али кога постои дијалог. Исто така, ова година во мај бевме во Петербург, исто по нивна покана. Ние не сме во таа фела да се култураме, нити имаме. Нив не смета што сме електроживели, него тие бела оно што сме направили. Трудот е, членот е 40 страни, кој ќе биде печатен во зборник на англиски и на руски јазик, го издава Ленинградскиот государствени универзитет имени Александра Сергеевича Пушкина. Замислите како е тоа авторитет. А нашите авторитети, познаваме да ги кажем, го оспоруват как името на Ленинградскиот државен универзитет по име на Александар Пушкин. Колко јас знам, студенти на този университет се и Путин и Медведев. Колко е? Во странством на видите, Словенија и Русија има позитивен став према нашите согледувања, на некој начин се усогласуваат со нивните ставови и со нивното пречитување на својата историја и својата писменост. И русите не можат да се согласат дека пред 9 век, пред 1000 методи биле неписмени. И тие на негде 92 реферати на тој конгрес тврдат дека писменоста во Русија е многу постара, многу подолго и коректна. Ова што никој покушава да ги коментира колатералните штети кои овие
резултати ни предизвикуваат, ние не сакаме да се пуштаме во тоа. Ние сакаме да зборуваме отприлике како што е насловот на ова, на нашето излагање, а тоа е дека каменот од Лозета е споменик на македонската писменост и јазик. Ако речам македонска, тука е и античка, и древна, и стара, и нова, и било која. Ако по овај пат, преку артефакт, преку научни докази, ако нас ни се придружи и луѓето од обществените науки, од филозофијата, од логијата, од историските науки, работата е што тие не сака дио. Кога можевме со рецензенти од Словенија, со рецензенти од Русија, да усогласиме нашите резултати, да најдеме заеднички јазик, нашите домашни авторитети во оваа област едноставно не сакаат да разговараат. Ова е можда 10-то наше презентирање во Македонија. Секаде беше вака, немаше место да се седи. И во Битола, и во Прилеп, и во Охрид, и во Скопје. Али, оние кои се на 100 метра од академијата и самата академија, не сакат и не разговараат. На последното осветување во академијата што нашите противници го организира, на почетокот рекоа дека нема да има прашање, дека нема да има коментари, дека другата страна не треба да се чуе. Тоа не е во ред. Јас се надевам дека и тоа ќе се усоби, ќе се премалне, времето ќе докаже кој бил во право, кој не бил во право. Ево, нашето време од 10 години не не поколеба да истраеме. Секоја година имаме нови соодветувања, што е за нас индикативно. Ниедно од тие соодветувања бар нас не убеди дека сме на погрешен пат.